Почитувани граѓани, почитувани медиуми, во судскиот процес Рекет, во изминатиот период, како сведоци се појавија тројца обвинители: Лиле Стефанова, Бурим Рустеми и Елизабета Јосифовска. Од нивните искази уште еднаш стана јасно дека општата ситуација налага итна правда. Правосудниот систем е загрозен од политички и бизнис елити кои се инсталирани во време на режимот на Никола Груевски. Таквата правосудна машинерија, избрана на судско-обвинителските позиции по заслуга на ВМРО ДПМН, кога режимот немаше критериуми за избор, туку одлучуваше партијата според послушноста и довербата на кадрите, не може лесно да се искорени. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија останува да се бори за правда и праведност и ќе сториме се за да го прекинеме триаголникот партија, бизнис, судство. Потврда за нашите искрени заложби во создавањето ефикасен правен систем е токму предметот Рекет, но и новото досие Рекет 2, каде што на одговорност се повикуваат лица од сите општествени сфери, а некои од нив имале и релации со СДСМ. Случаите Рекет се демонстрација на неселективна правда и на професионално и непристрасно постапување на правосудните органи, она што треба да биде основна лекција за судии и обвинители. Граѓаните очекуваат завршница на овие два предмета, исто како што очекуваат дека правдата ќе ги стигне и сите функционери на ВМРО ДПМН кои се гонат за милионски криминали и корупција во предметите на СЈО. Почитувани, граѓаните се тие кои ги ценат нашите постапки. Тие знаат кој има искрен пристап во реформирањето на судството, а кој настојува да го заштити криминалот во сопствените редови. Последна потврда за ова е Законот за јавно обвинителство, кој им ги пореметува плановите на Груевски и Мицковски за затворање на случаите на СЈО и амнестија на криминалот. Ветуваме правда за сите и тоа гарантираме дека ќе го исполниме. Правдата повеќе не може да се крие. Ова е период кога државата станува членка на НАТО и започнува преговори со Европската Унија. И затоа не ни помислуваме да правиме компромиси во име на правдата. Едноставно порачуваме: тој што направил и трошка криминал има да одговара и да оди во затвор. Попусто се обидуваме 2 години да создадеме функционален правен систем кога единствен интерес на ВМРО ДПМН е како да ги спаси своите функционери. Затоа се и против предметите на СЈО, како што се и против досието Империја. Партијата на Мицковски со негласањето на Законот за јавно обвинителство ја загрозува правната држава, европската перспектива на младите, а ги промовира криминалот и корупцијата како легални форми на водење држава. Носењето на Законот за јавно обвинителство овозможува сите предмети на СЈО, но и сите останати случаи, вклучително и Рекет и Империја, да имаат професионална и објективна завршница, затоа што само така граѓаните ќе му веруваат на правосудниот систем. Затоа граѓаните на 12 април ќе заокружат правна држава, владење на правото и правда за сите, а ние ќе им ги испорачаме. Ви благодарам.